Екипина судска медицина од Штип веќе втор ден се обидуваат да ги пронајдат остатоците од телото на 69-годишната Фериде Ридарова, која вчера изгоре во пожар во куќа во Пехчевски Црник. Телото на Фериде е веројатно распаднато и јагленосано до степен да не може да се препознае меѓу остатоците од изгорената куќа. Жената живеела сама и била неподвижна, а првите очевидци на пожарот стигнале веќе кога огнот бил премногу силен и спас за Фериде немало. Ние беме први тамо, јас сум комшија, толку сум далеко од нив, 10 метра. За каква жена станува збор? Неподвижна рече еден од вашите? Неподвижна, тоа удари пламен, братко, никој не можеше да приде и ние беме само со моите синови. Куќата целосно изгори? Целосно, се. Това е не за 20 минути тоа се оѓе. За сега се уште не се знае кои се причините за пожарот кој во смрт однесе една жена и целосно уништи куќа. Запарила се кажува некој од жар од печката, паднал, некој вика инсталацијата стара. Сопственикот на куќата кој повремено живеел на вториот кат кобната вечер не бил дома, а сега куќата му е изгорена до темел и тој нема повеќе каде да се врати. Се ми изгоре и багаши, покашини и гардероба. Само гардеробата ми беше на 4000 евра. А па багаж, покашина, това е нормално. И сега дека јас ајде, да легна од вонка. Најави за помош пристигнаа од општината. Вистина е нешто се однесува во делот на како локална самоуправа, ќе излеземе максимално во пресред за да излеземе на останатиот дел од семејството, како што го спомневте вие и човекот, шериф кој што чекам да дојде на разговор кај мене во канцеларијата и да се обидеме на кој може начин да му помогнеме да му излегнеме во пресред, дали финансиски, дали со дополнителни средства, за да му го лесниме понатамошниот начин на функционирање и живот. Истрагата за пожарот во Црник се уште е во тек и таа треба да ги утврди причините за истиот. Инаку во неговото гаснење учествуваат 4 пожарникари со 2 противпожарни возила.